Почитувани граѓани, антикризните мерки на владата предводена од СДСМ даваат конкретен резултат. Намалени се цените на горивата како резултат на мерката за намалување на ДДВ-то и акцизата. Во време на најголема економска и енергетска криза, 26 антикризни мерки, вредни 400 милиони евра, директно го штитат стандардот на граѓаните и економијата. Мерката за намалување на маржите, во комбинација со мерката за намалување на ДДВ-то на основните прехранбени производи на 0%, исто така веќе дава резултат. Цените на основните прехранбени производи остануваат стабилни и ги штитиме граѓаните од ценовен шок на основната храна. Со овие мерки се опфатени лебот, брашното, маслото за јадење, млекото, шеќерот, месото, јајцата и оризот. Во услови на огромна криза, владата го прави она што треба да се направи и ефектите веднаш се чувствуваат. Донесовме мерки во вредност од 400 милиони евра за да ги амортизираме притисоците врз стандардот на граѓаните и економијата. Заштита на стандардот на граѓаните е наш единствен приоритет. Во пакетот мерки вредни 400 милиони евра има и мерки за поддршка на ликвидноста на компаниите и стопанството. Владата продолжува и со субвенционирање на електричната енергија за граѓаните. Ке подсетам само дека без овие субвенции цената на струјата за граѓаните би била и 80% повисока. Ранливите граѓани ги поддржуваме за сметките за струја и за набавка на основни производи. За таа цел се обезбедени ваучери во вредност од 3000 денари. Ја покачивме минималната плата на 18.000 денари. Воведовме финансиска помош за пензионерите од 3000 денари. И историски најмногу ги изголемивме пензиите. Со овие политики на СДСМ во време на криза директно се влијае на подобрување на финансиската состојба на 320.000 пензионери и на 80.000 работници. Знаеме сите дека нема да биде лесно. Сето ова е последица од инвазијата врз Украина. Но со вистински политики, со одговорност и посветеност, ќе ја пребродиме и оваа криза. Очекуваме сите чинители во државата да покажат одговорност, да се солидаризираат и да придонесат заеднички да ја надминеме оваа глобална криза со што е можно помалку последици. Благодарам.